Здраво, драги другарчиња! Добро ни дојдовте во Занимална. Јас сум вашата учителка Јасмина, работам во детската градинка Фидани, Чаир, Скопје. Денеска ќе се дружиме, ќе истражуваме, но ви ветувам, ќе научиме и нешто ново. Нашата денешна активност се вика Како настанува дождот? Другари, вие сигурно често се прашувате од каде ни доаѓа дождот или зошто врне? Но токму денеска преку активноста ќе откриеме тајната на дождот. Најпрви би сакала да седнете, да се опуштите, да ги затворите вашите очиња и да замислите дека надвор врне дожд. Да го слушнеме звукот на дождот. Вдишете воздух, издишете. Колку убаво звучи, нели? Сега би сакала да започнеме со една убава приказна која се вика Авантурите на Капка Солзица и Ветрето Вејко. Капка Солзица и Ветрето Вејко многу сакаа да патуваат. Денеска тие повторно одлучија да појдат во нова авантура. Рано наутро, Капка Солзица, само што излезе од реката, се сретна со Ветрето Вејко, се поздравија и се упатија кон ливадите. На ливадата насекаде околу нив имаше бујна трева и многу убави цвеќиња. Овде е многу убаво. Тука може да се одмориме, предложи Капка Солзица. Може. Токму овде на ливадата мене секогаш ми се игра, си призна Ветрето Вејко. Затоа остави ме малку да се растрчам. Добро, а за тоа време јас ќе се скријам во цвеќињата. Ветрето Вејко се разигра низ тревите, а Капка Солзица застана под ливчињата на цвеќето. Додека се криеше покрај цвеќињата, таа многу внимаваше да не ја забележи сончевиот зрак, инаку само ако ја види, многу лесно би ја претворила во парја. Скриена меѓу цвеќињата, Капка Солзица наликуваше на вистинска солзичка на некое девојче. Откако се поиграа низ ливадата, тревата и цвеќињата, Капка Солзица и Ветрето Вејко пристигнаа до една бара. Таму се слушаа разни гласови, а најмногу крикањето на жабите. Кога се доближија до водата, забележаа и многу инсекти. Пчелки, пеперутки, бубамари и веднаш помислија колку убаво ќе си другаруваат сите заедно. Сонцето се посилно грееше, а зраците навлегуваа длабоко кон водата во барата, но играјќи се со своите другарчиња, Капка Солзица и Ветрето Вејко не го забележаа тоа. Одеднаш Капка Солзица почувствува голема топлина и полека по полека почна се движи високо кон небото. Ветрето Вејко забележа дека Капка Солзица се движи кон небото и побрза кон неа да ја фати, но веќе беше предоцна. Солзица од капка вода, поради сонцето, се претвори во парја. И одеднаш на небото почнаа се појавуваат облачиња. Сите другарчиња на Капка Солзица беа многу тажни, а најмногу Ветрето Вејко. Многу им недостигаше нивната пријателка Капка Солзица, но Ветрето Вејко се досети и веднаш почна силно да дува кон облаците. И повторно. И замислете, од облачињата почна да врне дожд. Сите другарчиња на Капка Солзица многу се радуваа на дождот. Ветрето Вејко, жабчињата, бубамарите, пеперутките, пчелките, бидејќи помеѓу капките дожд
весело кон барата паѓаше и капка солзица. Но, другари, патувањето на капка солзица и ветрето Вејко не завршува тука. Нивната авантура постојано се повторува. Така е, другарчиња. Сега би сакала заедно да ја повториме приказната, преку прашања и преку илустрации. Ајде да започнеме. За кого се раскажува во приказната? Така е, за капка солзица и за ветрето Вејко. Дали се сеќавате од каде се појави капка солзица? Така е, капка солзица излезе од реката. Значи од вода. Кои места ги посетија капка солзица и ветрето Вејко? Најпрви капка солзица и ветрето Вејко ги посетија ливадата, а потоа и барата. А со кои пријатели се запознаа во барата? Да, со жабчињата, со бубамарките, со пчелките, со пеперутките. Сега сакам заедно да го повториме крајот на приказната. Сонцето силно греело. Капка солзица од преголемата топлина се вивнала високо кон небото, а потоа се претворила поради сонцето во пареа. Пареата формирала облачиња, а од облачињата паѓало дожд. Така е, другари, значи ние ја откривме тајната на дождот. Меѓутоа, сега би сакала да го повториме сето тоа во природата. Има еден процес кој што се вика кружење на водата во природата. Ке се обидеме заедно. Ајде, сонцето грее и со својата топлина ја загрева површината на земјата. А водата, која вода, другари? Од реките, езерата, морињата, океаните испарува. Потоа, од ситните капки пареа се формираат облаци. Што се случува понатаму? Под дејство на ладниот воздух, капките пареа стануваат се потешки и паѓаат на земјата во вид на дожд или снег. А водата од дождот повторно се враќа во реките, езерата, морињата и океаните. Така всушност, другари, и паѓа дожд. Јас ви благодарам за вашето внимание. Сега би сакала да споделиме неколку задачи. Првата задача, која што ја подготвив за вас, се вика "Го сакам дождот". Вашата задача ќе биде на лист хартија со помош на водени боички да нацртате и да ги обоите вашите авантури на дожд. Втората задача се вика "Дождливо облаче". Вие со помош на дрвени боички или по ваш избор фломастери ќе го нацртате облачето со дожд, а потоа ќе го обоите. И третата задача се вика "Шарено чадорче". За да изработите оваа задача, ќе ви биде потребно лист хартија по ваш избор, како позадина за чадорчето, фломастери со помош на кои ќе го нацртате чадорчето, ќе си изберете ножички кои што ќе бидат прилагодливи за вашите раце, за да можете полесно да сечете хартија, потоа колаш хартија, за да го украсите најубаво колку што можете чадорчето, лепак и чепкалки за уши, кои што ќе го представуваат дождот. Другарчиња, јас би сакала сега да ги поздравиме нашите дечења од градинката Фидани, објект Цвет, за кои што приказната за капка солзица и ветрето Вејко била инспирација. Тие изработиле прекрасни креации. Ајде да ги запознаеме другарчињата и нивните креации. Белма Мурич, Бакир Мандал, Амелија Реджепи, Зејна Зуковиќ, Махир Јукиќ, Јана Петрова, Ата Абас, Џана Зечировиќ, Хана Таири, Аријан Таири, Акил Петров.
Нивните креации нека бидат ваша инспирација за вашите цртежи. Јас ви благодарам за вашето внимание. Се гледаме на наредната активност. Довидување!